Сега е некоја борбеност, знаеш, сега, а имаш и страв. Не може да немаш страв. Треба си луд. Трча човек кој што е 205, тогаш тежеше 130. Леле. Сам трча на кај тебе и се шуке. Нема тоа, му идеш на ноза. Тоа е некој феномен, не знам, почит во рагбито кој што е, кога се раѓа кон противникот е поради тоа што, знаеш, ти кога влагаш на терен, кога во арена влагаш на некој начин. И он го осеќа, сите го осеќаат. И мене ми стига official invitation letter. Не заебавај. Coventry Rugby Club, месец дена tryouts, ја идам во амбасада. Ти играш и гледаш прв пат ужа професионалци како играат, ти си викаш ова е нереално, Што правиме ние? Не, со тие луѓе делиш теренава, делиш здравје, што се вика, значи телото си го оставаш на терен таму и знаеш дека позади тебе има твој човек кој што ќе те заштити. Вие идете симулирана војна. Да. Буквално симулирана војна. Тие Александар Смилјановски и ние by the way не се знаеме. Никој со никој не се знае. Освен јаите. Александар Смилјановски у студио е дојден ради ова. Анортодокс спорт. За наши простори. Рагби, ама класично рагби. Јас многу краток вовед ќе дам и после како што си знаете дечки на нашиве епизоди од Моабет ќе се дознае. Александар, Алекс Смилјановски, Смилјан, личиш на рагбиста, ти реков уште од прва. фала, го ценам тоа. Шкотски и енглески. Ти си еден од првите рагбисти, меѓу првите рагбисти во Македонија и моментално капитен на рагби клубот Wild Boars, што јас тука сега јавно ви го преименувам во Див Вепар. Затоа што се мислевме како да го преведеме и вака некако најубаво ми звучи. Див Вепар, рагбиста, друже, не знаеш колку ми е мерак. Се одвестува името со рагби да ти кажа. Одговара. Па за тоа, што е Див Вепар. Баш. Ја ќе стане понатака јасно зошто имам огромен респект и лична поврзаност со овој спорт, ама ќе ти даеме на тебе прилика прво да ни објасниш зашто рагби, човече? Како тебе ти текна рагби да играш? Добро прашање, да. Мислам, мене ми текна технички преку другар. Нормално, пак мора да е некој познат или познаник некој кој што ме упати во рагбиво, кај што патам кога почнува да играат нашиот рагбисти игра во парк позади Гоце Делчев. Значи на полјаната. Во градски парк. Да, и веројатно ги имаат видено. Не, позади Гоце, пака што се отвора полјаната позади Гоце Делчев. А, новиот дел кај Фонтанова. Да. И кога да дојдеш на тренинг, ја тогаш што период нешто не многу активен, да речем. Колку години имаш тука? Ова е пред 5 години. Значи, тука сум 26. Што е релативно доцна, да речем, вака као... Тоа немаш врска со рагби, ништо? Не, апсолутно. Као поим... А друга да спорт? Да си го чул, теретана, не е спорт. Тоа си? Да. Генерално фитнес, значи ништо никако. Немаш бекграунд спортска фудбал, позадина, не. Значи као дете, да речеме, ништо. Фудбал, кратко, као сите што ги праќаш. 26 и почнуваш. Да, и тука е... Чекај, и спортов тоаш почиња? Технички, да. 5-6, ја мислев поише. 5-6 години е официјално како се оформува клубот и почнуваат активно да се доаѓаат членови да станува тоа една заедница. Овој клуб, да. Океј. Дивите Вепари. Дивите Вепари, да. Свињи. А преходно постои еден мал колектив наречен Скопје Грифинс. И тоа е, тоа се 5 луѓе, од кои што дел поминуваат во Скопје Wild Boars, кои што се, да речем, ентузијасти кон рагбито. Еден од нив, Мајкл Марковски е наш, кој што има живеено родено во Австралија, се враќа, има играно рагби таму. Значи он го разбира спортот и го има играно спортот. Че он е тој... Да, еден од тие, да речем, 5-6 луѓе, да, кои што се тие Скопје Грифинс, да речем. А другите се луѓе кои што живееле, да речем, во Словачка, во
Виена, во Австрија, Па наши. наши кои што се враќаат тука, да, и решаваат, ајде, окей, сакаме рагби, сите знаеме, го практикуваме играме рагби, да, сакаме да основаме клопица, тоа е, речем, мала заедница, 5-6 луѓе. Ако добро понтан тренираат они кај Александар Палас, тревниците што се. Таму ги имам гледано, рандом луѓе. Да. Фрлаат топка чудно. Да, чудно. Не она, знаеш, во Македонија рагби кој ќе кажеш чекуваат амерички фудбал. Буквално. Браво, одма што Ајде на разграничи. дистинкција да направиме, може. Што е разликата? Амерички фудбал е тоа што практично се игра во Америка со шлемови, со падови, со Тоа е NFL. не знам колку обрема имаат, на некои страни имаат премногу обрема. Само таму и нешто гледам у Србија лига некоја има, ама тоа е смешно. НФЛ е Да. Каци ги носаат, браници цели, ово. Да, играта се разликува дефинитивно, меѓутоа да, као терминологија, кога ќе кажеш рагби, прво мава на амерички фудбал, али оној Том Брејди, а нема врска. Да, врска нема, да, англиско рагби си е шорцеви, копачки, фудбал. Ние кожни едни Капине, да, Не тоа. сите. Не носат сите, тоа така? ги носат во дадени ситуации ќе ви објаснам подоцна. Ствари, рагби со ние Нью Зеланд Блекс, како и да се All вика, Blacks. All Blacks, така, они се Kiwis, као да, крем де ла крем. Да. Сега. Меѓу топ of the top. И оној филмот кој го гледал со Нелсон Мандела, Морган Фриман кој го глуми Да, тоа е со Јужна Мет Африка. Деймон, тоа е рагбито, тоа е Тоа е тоа. рагбито, да. Тоа го правиш ти. Англиско рагби, тоа е правилно. Добро. Да. Е, Фала да, што разграничи и Да не скитам. Само тоа е рагби. Другово не е рагби, ова е рагби. Точно. И само за тоа тука имаме респект. За тоа е рагби. Да, мислам не, види, не би, нели, Зашто е НФЛ е Ти биди си коректен, ја не сум. коректни да бидеме, да, значи седиат легитимно, па да има, сега дефокус моца, во Куманово играат наши дечки, амерички флег фудбал. Значи тоа не е Скоте контактно. добре. Да, како со Да, А, она флекс, знаменце. Да, ти повлече, така симулира контакт и Ама не, да не те собори, тоа е. Да, бе, да. Да, значи дечките Абе, стварно се флег, феноменални. Буквално со топка. Да, они се Бркалица. феноменални. Затоа не би рекол дека е нешто нели подобро или послабо. Они се феноменални и во тоа што го прават и како се Не организирани. бе супер себе и амерички фудбал, зашо? Си има друг концепт едноставно. Најклучна разлика вака е птен грубо ако ги споредуваш. Овие американциве имаш квартербек што фрла топка напред. Знам, да, тоа е правилникот. Класично рагби не Назад. смееш да фрлиш топка напред. Да. Класично рагби е како офсайт у фудбал, уствари, така мораш да не сме да има офсайт. Топката од рака збориме иде латерално странично или позади. Така. Да. А со нога напред смееш да иде робиш. со Само нога. Да. Добро. И докажи си Так. сега докаде стасавме. Спасовме за Скопје Грифинс, да, Так. кои што, значи тоа е буквално почетоците и во меѓувреме се појавуваат одредени луѓе, пошто веќе станува некоја, нели, структурата, се појавуваат ликови кои што се странци кои што живеат во Македонија, меѓу кои Джеймс Холт, он е еден од основачот на Скопје Wildberries и председател долго време, Англичанец. да, кој што живее и работи тука. Он е своевремено играч, полупрофесионален и слично, има игра на рагби и слично. Се појавуваат други ликови, меѓу кои Роберт Вилкинс, он е од Велс, повозрасен господин кој што не беше тренер долго време и можеби се уште ќе биде. Тоа се луѓе кои што имаат играно, кои што на полупрофесионално или па дури професионално ниво во свое време. Така. Значи они не ги носат. Баш у Англија таму. Да. Значи они ги носат тие темели на рагбито, значи ние не решаваме, ај сега ќе играме, ќе гледаме на YouTube и ќе спортуваме како. Ќе учиме од Не, интернет. да, ја луѓе кои што стварно онака се Легитимни ментори, значи. Да. И од таму, значи од парк се преоѓа да речем, ајде на терен, да не нели во парк со луѓе, деца слично. Идеме на терен на Локомотива во Карпош 3. Таму веќе добиваме терен, дом, се тренира 3 пати, се има организирани тренинзи. Тоа е фудбалски терен? Да, исти се димензиите фудбалски терен, А, исто е комплементарни, Еј, да. предобро. Да, маркинг, бележењето на теренот е Само тоа е потреба, различно. да, димензијата е таа, Топ. така да се користи фудбалски терен практично. И од таму веќе Скопје Wildberries станува како клуб, свое време стига и до 30 плюс играчи кои што На 30. да, сме имале тренинзи кај што буквално сме се делеле меѓу себе да играме меѓу себе утакмици. Утакмица. Да. А колку има на терен?
15 се 2 2 по 15. 2 по 15. Екипа е 15 на Ајмо, терен. може ли правилава да ги објасниме пред да продолжиме за да ни биде јасно, зашто јас не ги знам Да, време да. траење, прекини, Да. број на играчи и слично. 15 играчи на терен од Добро. екипа, замени нели секако. Четвртина или Rolling полувреме. subs, Да. 2 по 40 40. 2 по 40. 2 по 40. Да. Добро. Се поентира со односење на топката во противничката трајзона, само терминологија, ама кај нас е Фул неадаптирана. англиски, фул англиски. Значи трајзона е и тоа се вика да постигнеш трај или србите па и кај нас имам чуено есеј, го викаат тоа. Добро, Постигнеш сега есеј. 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 постигнуваше се устилот на тачдаун. Мораш што топката да поминеш ти. Не мора Да. да ја допреш на земја позади крајната линија. Точно, да. Телото не мора, топката. Топката да ставаш стигне поен. граундинг, да. Ама не случајно, мора intention да има во стискањето, мора ти да ја стиснеш на земја. Не може да Ако- сум се сопнал случајно и топкава поминам со допрала. топката вака и стојам. Ништо. Ништо. Тоа е Дека не ја допрам. Intentionally Добро. надоле на точно. земја. Да. Добро, значи саат и 20 минути, прекините, се стопира време, тече време како фудбал како. Нема прикини, нема стоп на време, освен во некои екстремни ситуации, да речем, не знам каква повреда или нешто, тогаш се стопира, меѓутоа нема стопирање, тече Ко времето, фудбал. да, како фудбал. Добро, што е фаул? Смее без топка додека играчот да го Не, собереш. значи Правам рагбито паралела со да, НФЛ јасно. правилата за да ја да си го расчистам. Да, рагбито е борба за посет практично. Значи топката е трофеот. Значи кој има топката, тој е во предност. Тој го бркат. Да. И само тој смееш да го да го Само тој собереш. носитело, така сме да го удираш. Така. Добро, што сакав друго? како се вика, не се вика да го атакуваш, него Текал да му набриш практично. Текал. Да, текал соборување, не знам како би Ако дошло на падне топката македонски. нема прекин. Која земе вози? Завис. тука тука има веќе многу влагаме специфични. во техникалиите. Да речем, ајде најпросто кажано, јасно сам топка, ние сме во напад, така целта ни е да стигнеме до трај зона. Так. Нормално има одбрана. Нивна задача е да застана тебе да не стигнеш до таа трај зона. Тоа се прави како со текал. Значи ти мора да го собереш човекот и тоа не било како, значи не да те удрам сега и ти падне и ти земам топката, него раце, значи од струк, да речем, од гради надоле, меѓутоа и што пониско тоа подобро, затоа што може да ти суди хај текал. Аха. Значи не смеш да го фатиш, не знам за Како врат, беше за глава. да, од тука не смееш од негде нагоре Па да, кажа, нападаш. гради Затоа што е опасно. А и самиот напад има конкретна техника Цел. како мораш да го изведеш. Да, Не можеш да фатиш боксови да маш. Да, Јасно е. буквално. Малце знаеш глава, рамо и онака, или Да. не можеш ни со глава да го учукаш такви ствари. Да, технички можеш, sad не у твоја корист тоа. да свири, Сега, мислам. Да. И у баскет можеш да му корнеш кожа ако Само не да кажам, видиш ти беше судија. со топка, ако носиш топка, ти како сакаш влези во контакт, ме разбираш, не Да. 8 се не можеш да го удриш човекот нормално. Него Значи- мора да биде со топката сигурно да имаш топката во посед, затоа што борбата е за топка, нели, како што рековме. И сега ако е легален такал. Ако е легален текол, па Јас ја човекот тука доле соборувам. и ја презентира топката кон неговите играчи. Да, Доаѓа мора да ја пушти. да ја пушти. Да, Кој ја пушта? тој што е со топката, кога му прават текол, паѓа, Добро. презентира топката на кај неговите играчи, Како изгледа тоа презентирање? паѓаш на земја и буквално ја вртиш топката на кај твојата половина, кај што се твоите играчи, па што ако Добро. презентираш кај нивните, ќе ти Аха. земат топката. И? Тоа се вика капија, гейт. Добро. Човекот е гейт. Не можеш ти на пример, нели ќе паднеш и сега ти можеш од сите страни да луѓе да земат топката. Тоа не сме. Значи мора гейтот, А, човекот зашто со се неговата ширина на телото, да речеме кога што паднат, он е капијата. Неговите доаѓаат врз, тоа се вика као рак. Мислам не рак као рак на овакво, него руцк. Ракинг. Ракинг, Да, да. ракинг. Рек. А, рек бе рек, добро гото. Да. И ја штитат топката практично додека не се изрециклира практично и да отиде во игра повторно. Значи тоа се прави, не знам, да речеме паѓа човекот доле, доаѓа еден врз него. Топката како се решава тоа? Значи ја ја презентирам вака на земја. Добро. Доаѓа еден човек врз мене, буквално се ме фаќа вака, се наслонува на мене. Да. И Добро. оваа са седи на И земја. седи на земја топката. И? Другите можат да идат да го исчистат тој рак, да го исчистат играчот кој што го брани тој рак и да се ослободи топката да биде во игра бидејќи никој не ја чува повеќе. А како го чиста тој? Се заклучуваат како Физички луѓе доаѓаат. у скримидж. До Физички се заклучуваме кога да се бориме се, ако да се Добро, рваме. јасно. Рамо со рамо, глава у глава. Аха. И ја фаќам два тројца со мене. Да, тоа е веќе скрам, тоа е веќе Скрам. друго. Да, ракот е замисли го, имаш еден човек на земја, тој топката ја пушта
и доаѓаат луѓе кои што ќе штитат таа топка. Го штитат тој човек и таа топка. Физички со телото. Со телото, да. Да, и тука има многу голема Турнеи збуткаат за да стане чиста топкава. ако реши одбраната дека има опција да ги збуткаат тие за да ја вратат да ја земат топката, да ја украдат практично. Пошто на пример ти како намесиш ракот брзо. Значи паѓа човекот одма, прв втор човек. Тоа е Значи прв втор човек, свеѓаш. И сега овие не може да чистат. Чистењето иде ниско, мораш да го избуткаш човекот. head to head чисто. Да, од рамо од ниско како airplane mode. Вака. Значи ова како И се бутаме. А топката си седи доле. Доле, доле, ама и тоа се пак 5 секунди судија да ти вика use it, користи ја. Например, топка не може да седи, не знам, 20 секунди сега. Него Кога вика use it, ја зимаш. користи ја, да. И на пример деветката кој што е као play, тоа е scrum half. Македонски не знам како се вика. Немаме терминологија веројатно. Playmaker. Да. Он ја организира играта, им вика на Како кошарка плеймейкер. иди лево, иди десно, зависи на која страна на теренот се наоѓаш. Координира, И добро. координира и продолжува акцијата. А судијата ми ги време, вика јузите, не зима ја и продолжува акцијата. И сега тоа се фази. Така. Значи, тоа може да трае, на пример, не знам, 15-20 фази. Освен ако не отиде. Сега исто многу битно што него дефиниравме улогите на играчите. За позициите. И да, можеш да помини ги. Ради имаш два типа на позиции, forwards и backs. Значи Да. forwardi се луѓе кои што се физички, да речем, многу по крупни, Поголеми физички. големи, да. Значи имаат тежина, имаат сила и слично. Се за цело време си повлекувам со НФЛ. Да. Таму се оние Замисли ги блокаторите. така, да. Големите батиња што Тоа се блокираат. 8 луѓе од 15. 8 луѓе. Од кез до осмици, сега си има свој као назив, типа, не знам, prop, hooker, не знам, number 8, само number 8, tight head, prop. Од 9 Лускиот, нагоре се офенс. Се бекови. Не, бекови. А се бекови. Тоа се Вие сте луѓе кои што forwards. се брзи, агилни, силни, мислам се, генерално. И се многу по агилни. треба поен да земат. Они играат пас игра. Значи, они играат Тоа е нападот. на варијанта пас, да, за да искористат таа територија што форвардите на пример има А им ја чистат уствари напред. на пример, замисли на ситуација, имаш форвард, негова работа е зима топката у рака и влага у контакт. Значи он влага директно у контакт. Значи нема пас играт со тие, значи Не ништо. калкулира воз. Влага. Паѓа, презентира топка, го штитат неговите. Деветката реша дали кида пак на форварди, ја се пратка у подови, на пример 23-ца. Или кај бековите Да, кида. зима еден топка, тој вториот го штити, третиот ако треба да ичисти, ако проба некој да им украде. И тоа се као подови. И сега да речеме форварди, пошто се големи, знаеш, они тежат. Значи не може да играат 200 фази они, се изморуваат. Плюс трчаат сегда. Значи они ја носат цела игра практично, а бековите се китат со резултатите. Пошто они постигнуваат рај. Значи веќе се искинат од кјодек, значи идат фази. Ја Да, на бековите, они ќе направат 2-3 паса, ќе искористат плюс чек ситуација или некој луп, нешто свич, поентираат и они се китат со туги перија практично. Они се радува овој. Да. Ти што играш? Ти си форвард? Ја почнав форвард, па ме ставиат као центарта у бекови, па се врати форвард, пошто нешто како варираш со килажот така. Да. Идеш низ позициите. Али добро, мислам, да, сега технички форвард. Последни. Да. Добро. Значи позициите ги расчистивме. Од прилика, да. Значи нападот, Горе доле ми е појасно. Правилата од прилика. да. Значи наједноставно одбраната брани во линија, затоа што за да не искористат дупките што напаѓаат, нели колку си во линија, толку помалку дупки оставаш. Така. А нападот иде во некоја дијагонала, за да може тие пасови нели да се реализираат по крило, да речем, до крај. Све назад, Да. И тоа би му дошло во некоја најгруба смисла на како се игра и не игра. Добро. Стигаш, поентираш, тоа ти е 5 поена Имаш конверзија. и добиваш конверзија. Как се ка таму кај што си поентирал, Добро. повлекуваш 20. Колку Повлекуваш се додека мислиш дека имаш добар агол. Да речеме, Кај што ќе процениш така, ти? да речеме ти поентираш на крај, да речеме во агол, така, пошто така те натерала играта. Знаеш, немаш у средина. У кјош, не кјош си завршил, Да. например, И се да. ти 5 метра врати се, немаш агол меѓу двете пречки, мораш да вратиш назад. Ти мораш по права линија да враќаш, не можеш тука да си Да. вратиш. За шутот збориме отпосле. Да, затоа Мора да е таму. И за тоа вика, че уствари по потреба. До кај што да. сметаш дека ќе можеш. да речеме ако имаш ти ситуација пробиваш дефанзива и трчаш и го имаш теренот, да поентираш кај сагаш и да до средина меѓу пречките генерално. Добро. За поентира таму за да Так, за може на 5 метра да ја рогне плюс 2 А поенти. има како НФЛ она со јардите крадеш не, first and 10. тоа нема Тоа не прекин, постои. нема First Играта try, трае, second try во- нема тоа, не. Нема така? Не.
Играта Значи имаш трае. 5, конверзија 2, 7 Да. е макс од Да, да И тогаш е топката кај другиот тим. Омеѓу време ако украле овие возат, овие ви цела Игра време на е без поса, застој, игра така? на поса. Да, сега види, имаш ситуации, не знам, Дај малку forward валја. pass, не, forward pass, не знам, во ракот влегол, пробал да ја украде топката, тоа е, знаеш, нелегален потек кој што пошто судијата гледа дали е тоа легално или не. Ако се оформил веќе ракот, тој човек не смее да Аха. игра за топката, туку мора да го ишчисти тој човек, за втор да влезе на чистата топка, на празната топка, како да кажам, да ја украде. Така. И след тоа се, да речам, ситуации кои што Фаули, пенали, фаули, некој да и се иде на скрам, се иде на шут од аут Да. и слично. Аут е зависи- интересно. Да, аут како се сведува? тоа лайн аут го викаат. Line out. Значи, Со нога или се со рака, се зима топката, се фрла меѓу коридор, практично му доаѓа. Да речеме 5 луѓе на едната страна, 5 луѓе Да, на другата двете страна. екипи се редат еден позади друг. Значи ја изведувам аут ко фудбал Добро. со рака. Да, да. Мојата екипа се реди вака колона пред мене и противничка екипа се реди колона паралелно, се сме, паралелно. Да. И јас ја цилјам мојата и еден фаќа друг за нозе и го крема што Еј, тоа ми повисоко е и ја познато. го... Да, за тоа е интересно, за тоа Да, сакам да, да има го и спомнам. пази тука тактики пошто има Јако да. еден скокач, два скокачи, па чекај сега имаш кец, 2, 3, па бухви, па неш. Кажи ми, знаеш кој ќе рипа? што ме интересирало? бро. На аут, као претходно се договарате, Да, да. петиот ќе го гаѓам, као да да ги изненадиш другиве, од Да, он да пошто и не тие знае ги што да крива. брани, да. Да, да, Он апсолутно. не знае кој да крене, Да. ама ти знаеш кој ќе крене од твоите. Да, да, да. Така е? Да, пошто се знае, пример има еден или двајца скокачи, сега например ти ако речеш кец 2, не знам, да речеме, може да ти ја провала тактиката и да ти украде топка. Аха. И сега замисли ти си на 5 метра на трај зона и сега да ти украде топка, мислам да се утепеш. Да, да, Те да. не е тажното, мислам. Значи вие скришно си знаете Океј, која- кревајте го петиот. Да, Пример. Имате акции за тоа. да, да организираме, Окей. кој рипа, А кој овие фаќа. која бранат исто дигаат. Он треба да препостави кој ќе скокне за он да му пресече и да ја Да. удари топката, да речем, у полза на Они на исто ги своите. дигаат И своите он? Да, да. Пробува да украде, Пробува, ама не знае на кој. Еј, нека рандом дига. Да, пошто тоа топка рачуна иде и парабола, ти може да ги знаеш, пошто на 5 метра е првиот Да, играч. па оштра паравоз. Може да ме ја пуштиш само на првиот и он се врти Да, изненадно. Не мора ни ја скокне технички. да, да, да. Така да има тактики тука мал милион. Добро, тоа е више на влагање. Да, детали за тоа. Површно правилата Или горе доле се тие. Тие искрамата е исто тоа што е Она што се гурат најпознатото што е. Да, 8 души, Не, 8 ама евро. тоа е цела сурија, објасни го тоа малку. Да, коиш. па се Кога се прави, заклучуваат зашто? прекини, да речеме бираат вика судијата за скрам или има после некаква ситуација кај што се повикува скрам и сега местењето е тројца, двајца, еден плюс двајца на вториот ред, секако не се заклучени они, знаеш, не се. Уште топката слободни. не е у игра. Да. Да, Вие на тоа празно знам. се редат. На празно се местат. Да. И тоа заклучување е многу интересно пошто да речам првите тројца, па вторите позади се као да се не знам, на Вентура кој искача од носорогот. Е па така се пикаат меѓу луѓето. Меѓу нозе. Вториот ред, да, тоа е Меѓу нозе од позади. Да, и фаќаш онака како за појас го фаќаш практично, за да заклучуваш, нема кај да заклучиш го. све од рамо и све е прав агол. Значи грбот прав агол, со газот, со колената, Да, за да имаш најдобра. Вие ствари дедлив позиција си. Да. Ама паралелно на земја скоро. Да. И Легнат. тоа е идеално. Значи ние сме далеко од идеално, да се разбереме на аматирско ниво. Значи тоа Ама технички не личите толку. Да. Викаш? Не, на пример ти сега ќе видиш Јужна Африка или не знам ти ајде било кој од добри земји. Значи не се од земја, човече, не знам 20 Тоа како го И тоа е све само одржливо, знаеш, они се нели, може да го колабира скрамот. Машинерија. Да, може некој да го колабира скрамот, ама нели, стојат, функционираат така 10 секунди може, не знам, 5-10 секунди. И што се случува с крам се местат? Се фрла топка, да речеме, зависи од чија користе. Иде топката под скрамот на тимот, нели, твојот тим. Јасно. Еден позади ја зима и иде кон бекови, пошто сите форвардите се веќе во скрамот. Значи иде на бекови. Практично имаш ти цел терен. вие значи се гураат вака, гурај и овој ја пуштаја Кој На е кај- овој студијата? Деветката, не. Аха, лејаут, деветката. да. и он ја зима и ја тркала од доле Да. и се овие треба да изгураат
За топката сама да искочи. Никој не сме да пипа. Не, он да си ја подае позади uz скрамот и да ја држи таму, да речеме. Зависи, ако буткаш, тогаш носи ја со скрамот топката. Знаеш, има тој осмицата позади ше, он со нога вака си ја влече. Да, си ја влече и он изима територија. Али има на пример кај што имаш послаб скрам. Ке ти изгураат назад, ти судијата суди во корист на другиот тим. Ја губиш ти, губиш посадот. Тоа е приликата на скрамот, тоа е приликата на турновер. Одбраната, да, ствари, шанса да освои топката. Тоа е тоа. Иначе нон-стоп се едни исти ке напаѓаат. Или другите дадат гол. Да. Односно есеј. Трај. И ајде хронолошки сега докај застане. Да, застанавме до историјатот на македонското рагби. 20-та што се англичаните. Шанецот и инглезот. Буквално они, значи го воде клубот, мислам од тренинзи до организација до финансирање сето тоа. И многу интересно затоа што многу луѓе, знаеш, мешан тим, бевме долго време, као има луѓе, пошто нели кај нас не се знае за рагбито многу, доаѓаат луѓе кои што работат привремено проекти слично од разни земји, ќе видат, знаеш, во луѓе што играат рагби, бараат например кога ќе отидат негде си бараат клуб локален, аматерски, ваков таков, и така не наоѓаат например на странци, кои што доаѓаат дали привремено, дали живеат тука. И сме имале многу транзитни играчи кои што биле нели имали играна и слично, не треба ги учиш од нула практично. Кои што многу ни помогнале низ годините за да нели и луѓето што да изградиме нели А и да одржувате активност. Да, во дадени моменти, значи ние сме играли утакмици со луѓе од Франција, од Америка, од Мексико, од мислам кај све не луѓе во еден тим плюс ние македонци од домашните. Да, домашни, да. Што значи играме утакмици? Ај малце надпреварувачкиот дел како функционира. Да, значи нели нормално тука мораш да почнеш локално, затоа што прво да си со некој на исто ниво практично. Тоа се Косово, Албанија, Грција. Бугарија не сме стигнале да играме со нив, меѓутоа сме иделе на турнир. А има и Бугарија. Да. Значи најголем дел од надпреварите сме ги играле ние со Косово, практично 90, ајде не 90%, 80% од надпреварите биле со Косово. Тоа се како пријателски? Биле како дел од некаков си куп, кој што е нели не официјална надпреварување да речеме од официјална структура, туку е тоа нешто што ние сме го креирале како надпревар, како турнир. Аха, сепак е турнир, да. Не се јавувате и дечки може би уненала да играат. Како турнир, нели, пошто да речеме во даден момент Косово имаше две екипи. Од Пек и од Приштина. Аха. И ние од Скопје бевме три клуба на почеток, да речеме 2018-та. Ако не се лажам или 19-та, 18-та кога почнавме да играме како заедно. Добро и? Они се доста пред нас, да речем, во спортов, барем 5-6 години пред нас имаат и почнато да играат рагби и слично. Косово? Да. И има добра подлога и да речеме стартот ние сме губеле доста. Сме биле компетитивни, меѓутоа не е доволно за да може да се носиме со нивните екипи. Чекај, организирате као турнир у смисла еве три екипи. Да, играме. Викендов ќе изиграме елиминационо во месец дена. Као група. Во месец, да, група, да речеме две утакмици и повратни. 2-4 утакмици со бодови. Океј. Да. Океј. Низ годините, значи се вклучуваат и Грција од Солун, тие се Rebels ги викаат. Кратко се од Тирана клуб кој што исто се приклучи на турнирот. И последно што не се оствари беше од Црна Гора, исто екипа која што требаше биде, ова да речеме нека балканска лига која што се организираше, која што не се оствари или делумно се оствари. Која што идеја е да нели се создаде редовно напреварување 15-ки рагби на Балканов, да речем. Помеѓу овие земи, кои што се горе-доле на тоа ниво. Да, се развие спортот и нови простори. Да, затоа што на пример Србија игра рагби, меѓутоа имаат и на домашна лига. И они играат на многу повисоко ниво и сега знаеш што толку многу ги има, имаат своја лига. Амерички фудбал имаат и рагби лига србите. Не се нормално, за све имаат лига. Бог да чува Срби бе. Джамли да има први свет ќе биде. Они чекај, тогаш извини, само шо да покриеме од организацијски федерации чуда?
Да, тоа е она баш моцата како Next level. Да, не, болна тема е пошто беше во фаза, меѓутоа имаше некој стоп. Збориш за кај нас у за кај Македонија, а нас. другиве држави? Косово си има федерација, Грција не сум сигурен ќе ти излажам, Албанија си функционира исто, не знам дали со федерација претпоставам, Црна Гора дефинитивно има федерација. Чуни веќе си имаат и федерации. Апсолутно, да. И се направуваат на официјални На квалификации. квалификации, да. Косово сега бе пример победи прва такмица 15 против Црна Гора игра на официјален надпревар збориме. Про. Про. Репрезентација. Репрезентација, да. Репрезентација. Национално, да. Да. Србиве претпоставувам што ми имаат Да. цела лига. И се тоа се конференција, например конференција 2 се најслаби, не знам, Естонија, Малта, Окей, Кипар, што ти да. знам. А Сега, ама се ние овие Да, бе, да, Европа втора група, нешто да, така. да. Б лига. Франција, Англија, тие се Не, тоа не тие се горе. не можеш да замислиш ни да нема теорија. NBA Dream Team. Да. Ви играте баскет на кош, И за нас, они играте за за NBA, нашиве рече, зашо е болна тема? Затоа што беше во постапка да се оформи федерацијата, меѓутоа се застана поради административни причини, највеќе, што е уште поболно. Сега тука е некој период кај што нели за да иде напред спортот мора да има нели федерација, мора да има финансирање, мора да има некој кој што ќе го движи тоа напред. А сега како клуб кој што нема федерација, кој што не припаѓа на никаква организација, е многу тешко да нели го одржуваш тој да го развиваш тој спорт. А за федерација нели потребно да имаш барем 5 екипи. Ние не го кажав тоа. Значи рагби Рудар, дали знаете од кој град? Македонски е? Македонски, да. Вајда Велес. Не. Пробиште. Тоа е првиот клуб во Македонија рагби. Значи не сме ние. Они се првиот клуб кој што се уште постојат, има тренираат И уште си Значи сте два момент. технички, да речам ајде активни клубови кои што, значи рагби Рудар е и првиот патен клуб кој што постои во Македонија, кој што е оформен. И мислам тоа е еден дечко Драги, кој што е фанатик за рагбито и Па играте сме играле повеќе пати, ама сме играле на пример рагби седмици. Тоа е исто, тоа е олимписка дисциплина која што е помала од рагби 15-ки. Рагби 15-ки е регулар. значи голем терен. Да. Ова е Рагби мал 7-ки фудбал уствари во да, ама низ терен. Истерен, само Истерен. помалце луѓе се. Па нема, Да. човече, нема. Немаме доволно играчи. Нема Да. 15 души кај, затоа е... Ali не е 40 минути. Например, е 7 минути е полувреме, ама темпото е Може да замисли. Чекај, стварно, работа правиш. 2 по 7. 2 по 7, 2 по толку е? 7, да. О, И затоа најчесто кога се иде на турнири, например, за седмици си играат, не знам, повеќе такмици. Тоа го правевме ние во Косово, игравме Да, па да. заправи. Во еден ден играш групи, наредниот ден играш за медал. да. Добро, логично. Да. Значи, вие со Рудар си играте? Да, и значи игравме многу повеќе, бевме сме во комуникација, значи идејата е да нели се направи национален тим кој што ќе функционира и ќе се направи интернационално, не само да постоиме да си играме меѓу себе или на локално регионално ниво. Ама па ви треба федерација. Не треба федерацијата. Саш да кажеш, ја денес ако отидам у пробиш тип негде има кај што играат рагби. Да, апсолутно. Национален клуб со членови се зачленуваш да учат од почеток. Добро, да, како бројка да речам не е тоа, не знам, фул, нели, да може да изиграат фул такмица како тим. Меѓутоа се тренираат. се запишеш И на е рагби. феноменално за град како Пробиштип да има свој рагби тим кој што си функционира и тоа е за почет онака баш. Абе, доволно е да ми кажеш дека редовно идат на тренинг. Е тоа дете утре сакам да запишам. Можам да го запишам таму? Е, па ај тама се префрлиме, сега у тренинзите. Да идеме Пробиштип. Дидеме Па сме виделе многу пати сме одработувале Сигурно тренинзи си. заедно. Неколку тест као такмици. Они дошле, ние сме отишле, знаеш, мислам тие се нели условите со нели кои што мора да работиме, не може цело време да играме со Косово ние. Да, бе, да. Или со Грција или со Да, мора мењате малку. Да. Ти кажа преска сте од парк сте се префрлиле на Локомотива. Да, таму идеме во Бардовци на Лепина. Стојат на самиот влез на Бардовци, таму сме сега. пак, нормално Да. фудбалско игралиште. Да. Таму сте више колку време? Па мислам дека е година дена, ако не и 2. И сега Жаре кој што вика, сега слуша некој и сака да иде да види, да проба, Да. имате термини, имате како, што има. Почетни Да. групи.
Нешто ги научи некој, ја не знам. Критериум, некој барате луѓе, не може било кој Порано како. се зафркаваме ако може да истрча не знам 100 метри за 5 минути. Ако има две нозе или не знам, некои такви работи. Превод само на број. Да. Не, мислам не дека бараме секој по секоја цена. Рагбито не е за секој. Значи не е за секој апсолутно и има многу луѓе ќе дојде. Значи ќе се исповрати 100 пати на тренинг и ќе ќе отиде никад пак нема да. Епа добро, да. И знаеш, не е за секој или го сакаш или не го сакаш. Знаеш, нема сега и на баскет ќе идеме и ќе изиграме и сега така. Значи Не, ова е друго ниво на грубости. Да, мораш да идеш Контакт. Да, и са тренизите не се дека ние се кршиме од кјотек, мислам нормално. Али Има некоја пара симулација сега на тоа што Да, се да, да види, па и да нема до да, контактич. пошто вика као тренираш така играш. Буквално. Значи ако тренираш слабо ќе играш слабо. Ама добре да и секој вие немате такмица на крај на секој тренинг, ти баскет секој тренинг утакмици си имал на крај. Не бе. Значи си има и дрил, си има 5 на 0, 5 на 5 акции чисто да има акции, нешто тактики вајда. апсолутно. Да речеме почнава кондиционо загревање, Да, бе. се префрламе технички дел. Технички начин на фрлање топка. Да, ситуација Шутирање различни, како да изиграат форвардите, како да изиграат бековите. Situational она. Да, не знам, скрам вежбаме, лајнат вежбаме, рак вежбаме, ракови. чистење на рак. Како форвардите да Тренирате ситуации претежно ситуации, да. Класични копачки, Копачки, да. нормални копачки. Има скрам копачки се тие, мислам кај нас тоа не постои, тие се со подолги крампони имаце, ама ги нема кај нас, треба да ги нарача некој да речам. Тие за да Тие се се- укопа поише. Да, и тие се за форвардите, не веќе пошто они знаеш идат на кратки растојанија, знаеш не може да истрча многу, тоа не прво голем и тежак. Него му е да пробие дефанзивна линија, и он влага и се укопува и со нозете Да, бе, да, работи, нема. дори него собори баш некој на земја. Да. Бековите само ќе ги успори тие долги копачки. Па и кога се укопуваат, нели? Да, нема почеток. нема голем проблем, значи да кога би сакал некој да почне нека дојде со било што. Значи мајца се добро, ќе ти искинат. Премата е најмал проблем. Дури не ти искинат една мајца, значи не е тоа, мислам, онака обично. Initiation. Да, Твојот прв тренинг како изгледаш? да, јако. Значи Те викна другар, кажа. Да, така почна. И да ми се да трчаш таму, маце не ти е јасно нели што, само ти вика, Скиташ. значи подавај позади. Не подавај напред. И позиционирај се да можеш да примиш пас. И горе доле тоа ти. Знаеш, да можеш да процениш и да како за прв тренинг. После тоа некој ти влага под кожа, а имавме и доста вежби со теклс, со соборување. Аха. Значи како да го собориш човекот, како да нели да го застанеш и сега си викаш чекај, ова, знаеш, има адреналин, има така некоја се јавува некоја борбеност, знаеш, сега, а имаш и страв. Пошто не може да немаш страв, треба си луд да немаш страв. Пошто трча човек кој што е, не знам, Андреј да ме жив и здрав, 205, 204 тежи сега, тогаш тежеше 130. Сам трча на кај тебе, и се шуке преш. Ај, ти се залетува. Да, и нема тоа, му идеш на ноза. Без ноза не може да трча. А ти треба да го собориш. го браниш. Оне со топката иде на кај тебе. Трча од тебе. Се ти треба го застанеш. Јао, ти обратно замисли. Ти си со топка и ти иде овој да те Да, и руши. ти вака стоиш. Не знам што е пострашно, човече. Укочи ти. Види, А, полесно е ти да за цукање маваш, роли. искрено. Полесно е да маваш, сега полесно влези со топка у човек. Мислам полесно. И нека ти така, ако некој не ти се допаѓа многу, идеш баш на него. Фер. Ако па да. Ферски го мал. Да, има на пример стварно, ќе ти изнервира игра, ќе ти изнервира. И Така бе, го добро, бараш. нормално е тоа. у него идам. И после може, знаеш, ако е некој па Се може да ти терсене, врати, може ќе да ти врати, да, ама света во Јасно, скоп на јасно. играта. Ти си гледал некад утакмици? Малце. Дека мене многу ми е јако, колку и да се е вака напани што се вика, аркади пукаат, не знам, не го интересира, нема таму клизач од 10 метра и се вртам сега плачам на судијата, барам фаул, таму нема застанување човеч. Си играл контактен спорт, јасно ми на луѓето што збориш овој момент. Дека не е ама крв мрв и дека завршува и друг респект има меѓу рагбисти, пруже рука, него фери, другиве контакт спорт. Па знае да остане биф. биф измеѓу играчи, не знам, не му се отпоздравува или искача од сала, знаеш, такви моменти. Моментот тоа нешто. Ама у рагби нема тоа, ја немам видено, сум гледал и лиги, сум гледал и првенства, а бе најкрвниците што се рвале,
Абе гушкањата е некако друг респект има, не знам си го зашто. пробал, не знаеш. Да. Не рагби, него и Можеш да ми зашто е така? Значи тоа е некој феномен, не знам, тоа е таа почит во рагбито која што се развива, некако се раѓа кон противникот е поради тоа што, знаеш, ти кога влагаш на терен, влагаш со доза на страв и адреналин и жар и све, знаеш, имаш почит кон тој човек што влегол на терен со тебе. Знаеш, кога во арена влагаш на некој начин. Сигурно и он го осеќа. И он го осеќа, сите го осеќаат. И Сепак таа влегол. тежина и покрај све, покрај сето тоа што те спречува тебе, нели, свесно. Се ајде ќе, знаеш, се не е свесно да идеш и да се удираш и да, нели, имаш така јак контакт во игра. Да, него си носи тежината, имаш, развиваш почит многу кон противниците. Иако ти во момент изгледа тако рвање, тепање, што ти ја знам. Иако е доста структурирано, за да се намалат ризици од повреди и слично. За повреди во секој спорт има нормално. Да, бе, да. Да, а меѓутоа има еден феномен у рагби што е таа почит не само кон играчите, туку и кон судијата. Нема во фудбал на пример не ќе падне фаул нешто. Мислам нека направам паралела, ама само за примеров да кажам. Многу се искористува за судијата и моментот да притисок да му се направи. Кои им влијаат, да му влијаш на одлука. Одека немаш опција ти да му се обратиш на судијата. Значи капитенот ќе му кажеш, капитенот ќе разговара со судијата. И судијата кога има прекин, ги вика капитените, вика дојдете двајцата. И доаѓа двајцата и ко попчиња. И Како е постигнато таа култура кон судијата у рагби? Не знам. Значи тоа е некоја почит едноставно и нема простор за поплаки, за, значи која би била реперкусијата ако некој почне да му се понаша на судија? ќе го испрати, да, жолт. Нема муабе, така Нема. И кој ќе добие картон, жолт. Жолт е 10 минути надвор и се враќа. Значи не е како жолт па црвен. Сам жолт па црвен е, меѓутоа жутиот има 10 минути излага и врати се пак назад. Да, е да игра два пати жут црвен? Не, се 14 души 10 минути. Околу ракомет. Да. Значи привремен црвен добива што жутиот на некој начин. Технички да. А црвен веќе ти испраќа надвор и не се враќаш. И пак си 14. Да. Не можеш да го без играчо стануваш, да. Да, така да, знаеш, му свири, му дава картони, нема, тоа е, yes sir. Значи, да, господине. Сигурен сум зашто и судијата бил екс рагби играч, што ги практикувал овие работи и знае како е да се од другата страна и кој знае. Едноставно е многу така продужува таа нели некоја страхопочет, респект, не знам како да. Да, буквално. Мислам нема ти дека судијата е некој, не знам, гигант, па се му се плаши тој човекот. Така да му правилникот е тоа и се почитува. Да, знаеме го почитуваме. Апсолутно, да. И А можно и да е ради историјата на спортот. Имаш нешто, знаеш малце за историјата на спортот, нешто за зачетоци и такви ствари? Да, кој е било прво фудбалот или рагбито? Нешто такво, знаеш, од кај, јас знам потекнува од Англија, у некои тие Харвард, Оксфорд, коледж кругови и нешто за тоа, знаеш, били кога зима топката и почна да трча и така усвари се дели рагбито од фудбалот. Мислам тоа е како, не знам дали мислам теорија е, меѓутоа дали е точно така. Како фудбалската топка ја земал. Да. Па види, тоа пак не знам дали било сокер тогаш искрено, тоа 1800 и не знам се точно годините. Тоа ги те прашав која. Да, али ја верувам дека било како фудбал, некоја форма на фудбал, па после се така анекдотата дека оние земат топката и почнеја трча со низа. Како беше тој Веп Елиос? Да, Веп Елиос. Веп Елиос, да. Тоа е митот, демек. Играле у тие коледж, играле фудбал со нозе? Некој дива форма на фудбал, некој корени на фудбал. Да. И овој ја фатил топката и демек и истрчал и са неколку години, пак одреден број години се игра некоја дива форма на спортов. Се додека не седнале, па у тие некои англиски коледж кругови, елитни, демек тоа бил спорт за елитата, не се играло тоа било каде. Само тие Оксфорд, Кембридж таму се играло. Се дорони не седнале да ги запишат на хартија, да ги стават официјално правилата. И пак се верува дека први што тоа го направиле биле рагби, па после у Америка, и тоа за многу малце, за 2-3 години нешто, седнале да ги напишат за рагби америчково.
Амерички фудбал. Амерички фудбал правилата. И демек само за тоа на хартија 2 години едниве пред другиве ги имаат официализирано правилата. И у тој момент, откако веќе се официализирани правилата, почнало да се институционализира. Така. Клубови, лиги, Федерација, ово, оно, и почнале луѓе да сакаат и откако ќе завршат Со коледжот. факултет, што да правиме, и тогаш више почнува клубови да се формира, па идат у Франција, па идат у Австралија, па идат у Нов Зеланд, се шири спортов и така дале. Уз тоа ширење, ти спомна неколку пати, имаш рагби 15-ка, тоа е свика Да. рагби, и како беа другиве, Union League, Да. нешта и ти Рагби обясни. Union или Унија и Рагби Лиг, Лига, тоа се два кода на рагби. Едното е 15-ки Рагби Union, тоа што го играме ние тука. И истото има форма на 7-ки што го зборевме дека е исто така олимписка дисциплина воедно, се игра 7 души као побрза варијанта на рагбито. А Рагби Лиг е значи не за елитата, е посимплифицирана верзија на рагбито. Практично Да, така беше. знаеш, нема скрамови, нема лайнаутс, нема, не знам, ракс и слично, него е као моментот сакате ли војна, сакаме и сега имаш 5 шанси, 6, на шестата треба да шутнеш топката и да топката у посед на другиот. И они се 13 играчи. И се 13 играчи, побрзата варијанта да речам што е 9 ако не се лажам. Да, имаше да. и деветки. Ау, деветки е уствари од 13-ки. Од 13-ките као 15-ките седмиците, така. Аха, да, си го да. поврзав. Има ли некоја лига крем дела крем на планетава, како што е NBA кошарка, Евролига, нели? Да. Тоест не Евролига, него шпанската кошаркарска е подобра. Премиер лига, Да. фудбал, Шпанија, која е таа у рагби? национално ниво да речам е за нели Англија нормално и Оние про пари што заработуваат Да, најдобрите да. играчи. Па искрено е Англија и Клуб, Франција, Франција да речам неколку клубови кои што се онаки про, мислам не неколку, има многу, меѓутоа кои што играат као Во врвот. во врвот, да. Има лига на шампиони, Да, ето тоа е пандан, значи Лига на шампиони као фудбал ти е као Six Nations се вика за рагби. И тоа ти е еднаш годишно се одржува, 6 нации кои што се на Ама не е на највисоко ниво. клубско ниво. Не, На да. национално ниво е. Да. Таму значи националното е по Да, затоа што Па немаш 3000 клуба, бе. Тие се 600. Има во Англија, мислам, пази, Италија играат, значи Six Nations е Италија, Франција, Велс, Шкотска, Ирска и Англија. Вие Тие се рагби World Cup. Тоа е светско, да. Ова е Австралија као на носи. ниво на Европа, да речем, мислам на Европа. Не, ни на Европа Ама технички, пак е овие на- 6 се, нема на други. ниво на држава е национално. Да, да. Не, моабетов беше репрезентација. дека секоја година, ова Секоја се година. дешава секоја година, Да. како Лига на шампиони, Точно, сегаш. да. А ова си е клубско? World Cup. Добро, тоа е како Тоа си е World на Cup, World 4. Cup, на 4. На 4, да, исто, да. Има некој играч светски што е лупа милионер од рагби што игра играч. Да, види, најуспешен. се родија некои милионери, ама нема премногу пари да речеш во рагбито, значи да, нормално живеат од рагби, многу професионални играчи, ама Тоа дали живее од рагби? Има Нема понекој милионер го лупнав Да, така. да, има, нормално, пошто Професионален рагби играч, Да, станува, да, да. тренира се об рагби, јас сум рагби играч. Англиската лига, ја Да, мислам е да, full да, pro. дефинитивно. Немаш таму хобисти. Точно, Англија, мислам Франција, имаш ти тие таму се- од Лига 1 до Премиер, да. Да, така да. Колку зима пари на пример најдобар на свет или Па не знам, ја мислам сакат нешто Што договориме? некој дали скоро нешто го прекорачија милионот као у договор за играч. Значи милион. Пази, не збориме за нешто повеќе. е лош. А иначе има некои баш имиња. Па легенди. тоа бе позна, кажи го. Рис Фронинг, Фрейзер Фав де Кросик. Клерк Ја, со косичка така. Како Како беше трча као да надимакот? галопира, дека со Надимакот? долга плава коса. Giant Slayer. Giant Slayer. Пошто он е 1,70 Слушај, 3, 4, не знам. Нема страв дечкото едноставно. Он е деветка патем, он е плей. Сигурно е жбитаче некој многу јако. Таа е овнабиена, мала е, долга коса, му се лепрша цело време и трча. Много е бесена едноставно и има феноменален IQ. Пошто за деветка мора да ја знаеш да ја читаш играта. Нема страв, едноставно дали е тој против него, не знам, 120-130 кила, не го интересира. Он игра рагби, кој да дојде, он неговата работа е завршува. Така да тој ме е онака баш, тие се Они си- он кој е на терен е као кепец. да, Успоредба на джиновите. Петро 70. да. И ги соборува човече у фул спринт му се залетува и соборува джин.
джин од 2 метра 120 кила. Ко ти сега да гуглам. ко ти да го собориш шек, сваќаш? Да. На терен да успееш да го фатиш за труп и на земја да го фрлиш. Да. Шек. Пичко. Значи тоа вака јако го гледам е немогуче. тоа е- Гуглајте луѓе. Giant Slayer. Срце и Highlight reel има Ау. 10. Ау. Ти пред колку години рече дека почна? па 6 да му доаѓа некако 5-6. 16. Како стана капитен? Зашто Абе, си ти све. капитен? Па не бев. Беше баш Майкл што го спомна, што има живеен игра на рагби, он е феноменален играч, значи стварно нема зборови. Па едно време прекина, го снема, па доаѓаше, па не доаѓаше и сосема спонтано да речам ги мислам се пази збориме за капитен на не збориме 100 утакмици, збориме 10 утакмици. Една да е, капитен Една е, се. да. Да, ти си. Али Да, некој мора да. веќе која е совладав играва, нели, маца по нешто далеко ќе ја видиш, пошто ти кога играш си барем за почеток си многу некако со врела глава влагаш и многу не можеш да процениш, не можеш да видиш. Играш онака махинално. Додека не конечно ја совладаш она проблемот. Па со тактика да играш. Па да сватиш малце дека окей, се ова е патерн некој што го гледам и се вака да Препознаваш изигра. ситуацијата. Да, веќе се Стратегии. препозна, да. Така мислам дека влијаеше тој момент за да нели као технички бидам капитен и преземам некои од работите. Некој те назначи некако Да, тренер. Тиот тренер вие цело време или те? Да, меѓутоа по потреба, пошто пак знаеш, се збориме аматерско него кој што не е она се посветен дека секој тренинг. Абе, нема таа работа на човек. Да. И сега некои знаеш веќе има играчи кои што се доволно во спортов кои што веќе може да преземат и дел од тренинзите, дали е кондиционо, дали е технички. Значи веќе можеме и сами да одржуваме тренинзи и тоа и го правиме често. Да нема потреба да доаѓа некој сега да не учи нели како пошто веќе имаме доволно искуство собрано. Да биде надзор, за да не завршава. Зашто и Па веќе знаете дрилски, Да, знаете финтите. Колку време трае еден тренинг? Па 2-2,5 часа. Во него е вклучен и кондиционен или тоа е башка? Да. Имате дрил такви 3 часа знаеме некој како изиграме некоја утакмица меѓу нас. Мислам утакмица. Тоа е пак како зависи колку луѓе сме, да речеме сме, не знам, 15 луѓе. И со 7 на 7, да. Да, бе. Симулираш. Што правите за кондиционер? Па не знам, значи последно ги правиме овие често бип тестов го Да. Кој е ша? Бип тест. Заебано тој судискиот. А, Да. со бип. Да. А, Трчаш, чекаш, пип. да. Да, и мислам тоа Брзо. стварно поразвува некој, знаеш кој ќе видиш шеска седмица. Да. Што не е така лошо шеска седмица и тоа е слабо, пошто ти Судиите треба мислам до 9 до 11 у кошарка да стигнат. 40 или што беа тие? Минути или како беше тоа? тоа се како Дужини 15 метра напред, 15 А метра 15 беше. Да, ма и да не знам. кошаркарски терен или како Да, беше? ама 2-1-2-2, па после иде 3-1-3-2-3-3-3-4, па се зголема, нели како ако идеш 9-1-9-2 до 9-12, па почиња 10-10-1-10-2. Значи не знам се како иде тоа, ама Имав еден судија што дојде да се спрема, зорт му беше, вика бип тест полагам и баш села некој тестови правеше, мислам дека е 20 метра дужина. И Паш трчаш. кај тебе. Да. Да, кај мене е 15, Баш. му стававме, Да. тргавме таму, му додававме за да го направиме 20. И на YouTube го имаме бип тест. И ја му го Не бе знам, Да. кога имам. пуштам на звучници Да. цела сала. да. И тоа пип и тргам, и трча и така се спрема. Да, мислам и добро е пошто се, знаеш, имаш си означуваш нели колку си стигнал и секој нареден пат. Да бе, мерливо е, се Да, подобрува, да, да, да. тоа е важно. И ние Друго- шатлс како ги викаат на Suicide 24. Да. Такви, да. Исто Да, бе, бркаш. шатлерс. Да. Претежно ви се трчање, тегови нешто Па тегови. или што прави? Не, организирано Секој на не. своја страна, Да. бе. Пак е, нели, На своја работа. не е Ако- до толку организирано. Ако си направиш, да, ако не. Мислам советуваме нормално да секој си вложи Ако не, нема да издржиш еден тренинг. Не, ќе издржиш, пак све е со обзир, нели, кон тој што не ќе да сега нели ќе дојде некој сакаш да игра, сакаш да го вклучиш во Да, спортот, бе, не добро и да го вашиот кажеш. спорт има многу контакти, оние кога се гурањата е рамно на тегови, ти кога гураш, нели, Да, па човечко тело е пак од објект, дефинитивно. е многу позезнато него другачи. Да. Ти пред тоа рече теретана си тренирал само. Да, Немаше- мислам онака апсолутно ја бев пола од ова буквално. Значи не знам, мене буквално физички се променив комплетно со рагбито. Помал? Стана Бев, побој. да, многу бев така, мислам горе да речам најдра мињата, горе доле
тој си, сега Да, ама Скелетот. така се раширив. раширив некако Ама многу плански се повеќе. големи плански, заради рагбиво. Па да, Отиде да речеме. вежбаш за да стаиш малце поише. Отидов да вежбам ја, пошто сакав да вежбам. Мислам така, отидов ја да видам што е рагби. И останав ради се остана до 8 вежбањето. Мислам само да кажам, Така. спортот е Та едноставно. бе, ти љубов се раѓа. Да. и Не, тоа е прашањето интерес. беше откако навлезе у рагби, Тогаш почна да идеш у теретана заради рагбито. Не, теретана сум си идал јас да речеме преходно. Тоа не ти прекина никад? Да. И сега ти по потреба си не Окей. или си адаптираш. Добро. Да. Па си ја адаптираше теретаната. Да, За дефинитивно. да ставиш кај треба да стаиш. Да, меѓутоа и самиот Си апла рагбиста. и самиот спорт е едноставно не можеш, знаеш, си да ти Да прави. те прави. Да, Не можеш. така. Едноставно има многу работа со нозе, има многу работа со контакт со рамо и слично. Не можеш да не се рашириш и да нели ставиш мускул затоа што таков е спортот едноставно. Да. Теретана кога вежбаш, идеш она класиката. Понеделник. Да. Мислам, идеш во некоја поекстремна програма Не. или Не. комфорт зона беше. Сега ќе ви зашто те прашувам. Комфорт зона апсолутно. Добро, и сега и след тоа рагбито. Тоа е многу тежок физички, огромен физички захтев. Да. И сега кога правиш таква работа, во твој случај, Мгм. 3 пати неделно повеќе можеби. Трениравме 3 пати, да. Значи, ова е нешто што прв пат гледаш, Мгм. те удара од земја Да, и да. дај уште. Како јас со кросфит би се. Да. Прашањето е колку, тоест кога правиш таква работа, Мгм. си се цениш сами од себе си поиш. И оној self-respect расте, Буквално. што почесто го правиш. Буквално. Како ти помага рагбито у секојдневниот живот? Да, знаеш, Не као рагби као спорт. да. У низ следствено обврските како што ти тераат. Верувам За дека разлика од пред. да. Не, верувам дека секој спорт Дали осети буквално те нели те физички во ред, тоа е неизбежно. Физички си многу посилен и нели поздрав и сите бенефити што еден спорт ги носи. Меѓутоа психолошкиот момент е нешто Ето. што не знам, ја бар не знам колку е нели бенефитот од рагбито психолошки според мен со другите спортови, меѓутоа тука ти знаеш се соочуваш со предизвици големи на надпревари, на тренинзи дури кај што мораш да нели некогаш се вика со глава од зид. И знаеш тоа колку те прави тебе посилен за да ти газиш и други работи понатака, знаеш, ти се Осети ли некој левел ап еден Да, момент, апсолутно. И мислам баш и за тоа, знаеш, те паралелно лично се развиваш и со спортот физички. Значи тоа е буквално бенефити од двете страни. Ја знаеш како го викам, преку физичката напорна ти уствари не главата ја тренирам. Да, апсолутно. Да. Физичко доко физичко тоа е, ќе дојде ќе заврши, ама ти оној момент на бурата дур се случува тоа гадното, Да. дури скримиџот кога идеш Да. и те пржат нозете, кој знае колку и буташ уште, Да. тука се случува оној левел ап. Буквално. Се случува, не знам, на такмица, прва такмица во живот што играм. Значи 80 минути играме, цела такмица, значи без замена, без измена играв. Двете колена толку потечени. Зашто? Не знам. Значи двете колена потечени на крајот од такмицата, тоа не го приметуваш ти. Удари или чисто Па кој да знае. така можно Не трчал друг пат така. Да. И мислам едноставно онака гледаш и си кажеш, па чекај, не сум од стакло, знаеш, искаш победник од тој надпревар. Нема делче на телото што не те боли после такмица. Значи не знам, од тука до тука, Колку време ти треба да се oporaviš? па една недела. Крвнички си. Не, ама не, са пази ти си функционираш сега. разбирам скроз. Не, дека се ја болен легнав или не знам. Него она инвалид, упала смислено. гадна. Да. Ау, да правиш чека да. Да, неколку дена си. Валјда не е ни само воспаленија. Bangs and bruises. Удари. Да, имаш удари се, ама пак ќе кажам не е, знаеш, тоа е сваќаш дека оке, знаеш, кијам Ако не бе па ти модринка, телото, кијам, не знам, увото ми го од скрам се кинат ушите, иначе. Се не се кинат, се лошо звучи, се знаеш вака оттегнење, овој дел вака се раскрварува. Се ќе речеш добро, се шо. Океј. Ти си има и тебе да се на? Да. И затоа Стануваш ги носат тие капи. потолерантен на А ете зашто Ги се носат капите. тие капи. ушите се како Како ги штедат ММА. ушите. Не, како уборење што носат. Оние за уши. Борачен, да. Борење. Да. Грчко-римски стил. Не, мислев нели им се потечени секад А тоа е пуни со друго. крв овие Колифлауер. порции. Колифлауер, па Да. исто ги вика, ти урак колифлауер. Се уши. прават Се од дешаваат и Се така. прават, да.
прават, Да, мислам, кај нас нема да се направат, пошто не сме на тоа ниво да изиграме, али би се направиле кога би играле, нели, МЦП, така. Ајде ти имаше нешто Ја причата моја, за ќе заборам. зашто, како не ќе заборам. Не, јас ќе заборам. Зашто волку многу се возбудив? Затоа што Како ги знаеш правилата? прилика да ја раскажам мојата интересна еден дел од мојот живот што ќе беше премногу поврзан со рагби. И сега за да раскажам ќе како се вика, го ценам вашето трпение. Оти морам да се вратам многу години и морам од малку пошироко да ја фатам приказнава. Ова е негде 2003-2004 година. Јас сум 20-21 у најјакиот пик на мојата атлетска кариера. Јас сум репрезентативец, државен шампион веќе, 400 пречки, идам по разни надпревари, онака. Пик на телово што се вика. Спринтови, скокови, издржливост, you name it, метрика физичка, макс. Завршува атлетска сезона, завршуваат трките и ова го имаме зборено и ја почињам си правам тури чисто од што малце вентил од атлетикава. Фаќаме друштво, точаци, Скопје, Струмица, Берово, Битола, Охрид, нешто ја возиме цела Македонија. Застануваме Берово на замисли. Застануваме негде пред Берово на огражден на една чешма. Така, течурлана сме, значи студенти е ова. Застанува кола. И она нагло кочења тука. И искача едно деденце, тогаш 69 години, Дейвид Грифитс, бивши скоро професионален велосипедист, англичанец, апла од Англија. Кои сте вие, што сте? Јас сум велосипедист, имам жена со македонско потекло, затоа е таму, негде у Берово. Многу сакам да ја возам Македонија, ја обожавам, ама поима неам, вие сте група, да не случајно правите тури. Со точак да вози со вас. Со точаци, сака со нас да вози. Нема гајле, разменуваме контакти. Поминува годината, поминува веќе цела година, пред наредно лето, ете ти го човеков пишува. Ја ве памтам, сакам да доам сам, со точак, да возиме низ Македонија. И ја уште 2-3 му организираме едно 10-дневна тура низ цела држава. Возиме точати преку 1200 километри. И вие со човекот паралелно? Ние со човекот. Човеков е 70 години. И вози натоварен маунтенбајк по Шапки, по Маврово, по диви патеки, по Охрид, Ѓавато, Галичица, све возиме низ Македонија. И поминуваме 10 дена заедно, се запознаваме Ептен. Мене ми е Ден Денес многу драг пријател. Ден Денес, by the way, скоро 90 години уште вози. Добре. Ще вози за роден, пуни 88 и си прави за роден ден 88 мили тура. Браво. Таков активен човек. Бил многу пробил на велосипедско ниво. Еден рандом ден во Охрид, а умеѓу време нормално се запознаваме од 24/7 сме заедно на точак. Што сте вие, како сте вие, студенти, атлетичари, да, зашо возиш точак, а те, добро, шо атлетика, он, знаеш, спортиста, знае и он многу ствари. И дознава за мене што тренирам, како тренирам, зашто, тралала. Седиме на плажа у Охрид, еден ден пауза, или не знам зашто бевме. Да, еден ден одмор правевме у Охрид, фрламе камења у вода, најнаивна работа. И фрламе камења у вода, фрламе сите, јас се загревам, фрла. А зашто он не тера да фрламе? Зашто он смета дека има многу јак избачај. На 70 години он мисли ке не тепа. И он ги тепа другиве, ама стигам ја на ред и ја фрлам, не знам, дупло повеќе. И он се зачудува тука. Ама ја ден денес не ме е јасно зашто толку многу се запрепасти. Ти имаш друг талент. Остатокот од турава до Берово, те труби. Он ме распрашува за физички метрики. А колку ти е шпринтот, а колку ти е скокот,
А зошто кога си фрлал, не си фрлал, зашто си тренирал? До тогаш беше, добра, тетичар си, окей. И уште не ми кажува зашто. Си одиме, си испраќаме, он си оди у Англија. И од таму почнуваме да комуницираме по имейл. Абе, слушај, памтиш ли за ова муабето, во оно, имам ја контакти од неколку рагби тренери во Англија. Зборев со еден таков, му раскажав за тебе и ми потврди мојот сомнеж дека ти би бил предобар рагби играч. Може ли ти дам контакт од овој коуч, ќе ти дае неколку ствари да се снимиш, мериш, направиш, да пратиш тейп. Да видиме, да. А јас да бидам проатлет како сака нека. Што сака нека, ја да сум проатлет, а дај ки идам у Англија рагби ки играм. До тогаш рагби интерес од Евроспорт. Што сум знам што е, не сум го толку паднат од Марс. И тука ја почињам читам правила, не знам, гледам по видео воно. Овој ми праќа, онака буквално листа на тестови. 20-ки, 30-ки, скокови, дедлифтови, чучњеви, ово, оно, и ја на секое. До тогаш сум немал кревано нешто активно чучњеви, дедлифтови, кажувам, не знам, 140 чучањ без тренинг, дедлифт 160 без тренинг. И му објаснам, ова тренирам, ова. Се снимам што може да се снимам, му праќам, окей, тишол овој у неколку клуба и мене ми стига official invitation letter. Не заебава. Од Premier League Coventry Rugby Club head coach. Подпишано по пошта. Invitation за tryouts. За tryouts. Месец дена tryouts, платено све у Coventry Rugby. И отиде ли? И мене ми стига тоа. Ја идам у амбасада Виза. да барам виза. Англиска. И таа не ми верува. Добре, еве ти го писмото. Еве ти го писмото. Вака ми бре. Јаснува бе, немам корист бе луѓе, не барав ја да идам на рагби, јас сум атлетичар студент, ме вика, не се селам, не барам да бегам од државата, ме викаат на tryouts, не правам контракт, да ме испробат, ако биде ќе биде, не знам. Некиди да чуе, denied, тука denied, уште на шалтер. А зашто не разбирам? Нема зашто, иди, ако сака некој од англиска амбасада да ми се јави, ова се дешава на првото идење. Ја му се јавам на Дейвид. Не му е јасно, ама се јавија ли, имаше бројот човеков, хед коуч Майк Умага, потекло од Самоа, про рагбиста у Ковентри, бил сега коуч, слична, сум му пободил на него, јас зборам со човекот, после не му е јасно, мисле дека го заебам. Абе, дојди, озбилни се, абе, викам, луѓе ме одбија, што да ви кажам? Ама како се одбија, имаш писмо од мене, абе, јави се, што да ти кажам? Да. Бараат врски по амбасадори, го најдо амбасадорот. Тој, хед коуч, го најде амбасадор. Тој Мајко Мага. Да, го најде. И? Пак ќе идеш, иди пак. А ја... Сега си најавен од амбасадор. 80 фунти фукнати. А јас сум студент, каде? Од кај ти е Треба пак. Нови писма, Дейвид праќа негови како спонсоршип, дека и Дейвид, англичанец, вауч за тебе. Вауч за мене, не знам, ваму ќе спие платено хотели, ваму платено државата. Се нема да лута нигде. Ја идам пак. Пак истата. Пак идам у амбасада. Пак со фајлот. Бам. Поверете. Што најмногу ме повреди мене, што седат две на шалтер, едната е англичанка, другата е наша. И не ми дава да зборам на англиски. Она е интерпретатор. Ја гледам оваа дека англичанка, јас сакам да покажам дека англиски зборам. Не, те молам никако на англиски. Ти со мене разговараш, она ја ќе ја кажам. What the fuck, нема се бај. Нема везе, ми дае поише време. Шуш-буш нешто, се враќаат, ме испрашуваат правилата. Што знаеш бе ти, вика, за рагби? Викам, знам основни правила, ама не тврдам дека сум про. Ме викаат да ме пробаат, ама ќе ти одговорам, не знам колку поена е.
Ја објасни 5 со 2 ово оно. И ме прашува правила, ја одговарам правила. Основите ги знаеш. Бе објаснам, кама тетичар сум тралала. Океј, не е denied on the spot, ми го примија фајлот, ке ти се јавиме, дојди тогаш и тогаш, доаѓам ја, denied. Ало, Девид, јас си фукнав 2 пати, и овие таму не знаеме што поише да правиме, амбасадорот знае за ова. Што пои? Не знаеме што е финтата. Девид скршен. Тој таму, окей, еден мање човек на трајаут, тоа е тоа, са 2 пати ти дав шанса, са јеби га што правиме. Не било судено. Ја имам Што збори? Мисли сега ќе сме имале може Ова го знаат жена ми, најдобриот другар и мајка ми. Ова никој никад не го слушна. Не, колку ова. Ја бев За у книга натоварен, да го ја отриеш. бев одиден да се селам у Англија, ја ќе бев прорагбиста. А ме знаеш мене човек, дај ми ја шанса, месец дена таму. Да, на Ке сум умрел, има сум заслужил место. Клупа. We'll go from there. Плюс 20, Сака нека 21. 20 години. Што треба маса се стави, нема Ќе се проблем. стави. Бум, одма. Оти тие таму, така ми пренесуваше Девид, као бати. реално зачудени од што си направил од ништо. Без тренинг. Зачудени од Од твоите... аспект на снага, брзина и такви моменти, сваќаш. Као природно што ти Знаеш, имаше и слика од мене, ја не бев рагбиста, да кажеш. Атлетичарова си бил? Не бев. Ова беше сепак тоа? 400 метраж. Да, спринт. Малце пак имав, ама најмал проблем е, треба ставиме 20 кила. Нема ни потреба реално бековите. Чварки Плюс слави на немало да јајца. играм форвард, така сум играл нешто друго. Да. Било која позиција. А ти јам кажувано за колку сум овакво природно скочен и брз. Значи ја имав по 6 Експлозивност. чески, фаќање обрач со 1,59 м, значи јас некоја од тие позициите брзи ки сум Ама ги како играл. не се гледа ти 400 Hand-eye метраж? coordination, кошаркар сепак ово оно. Абе има фул профайл од мене спортски човече. Колку е Е јадно. тоа е. Штета. Тоа е мојата Значи, прича. Ја ќе сум бил македонец што од тука отишол у Coventry Rugby Club. Да. У Ќе некој било Том Попчевалиев. Кој знае как е било. Да. Ама замисли кога е ова? 2004-та. Тука нема. Ја иначе се распрашав по групи на Facebook за дали постоело рагби во Македонија. Значи не знам стари Скопјани, не знам ваму, не знам таму. Значи апсолутно немав никаков одговор, пошто паралелно ти Србија од 40 години, па не знам. Од 40. Да, значи играат со архиви се со, значи Нивната репрезентација каква? па за Рекнава како тие конференции втора, трета, прва. рагби лиг што играат, пошто пак нели рагби уније, рагби лиг со не знам сега па ти некои рангирање во Европа, не знам на топ 10 сигурно. Они Стварно? рагби лиг прават? Зашто Има не и јуниор? рагби унијен. И тоа играат. И знаеш што најчесто па играчите па ротираат во Мислиш истите кај треба. не е дека сега ако игра лиг, Да. мора, знаеш, може да циркулира помеѓу кодовите практично. Абе кошаркар што игра стритбол некад. Да. Добро се. Некад. Така е нас немало, еве вака да речам историски некој што играл или некој што знаеме дека имал некој обид за клуб, освен овие на пример ја кој што според моје познавање Скопје Грифинс, па понатака Пробишти и слично. Значи тоа е таа хронологија која што ја знам. Али на пример играчи знаеш како индивидуи кои што се родиле да речам тука или па се родиле во странство во Европа негде, па не знам Австралија, не знам, значи има многу примери, што е исто така еден многу возбудлив момент да се зема предвид дека ние имаме практично само Австралија. И тоа ќе кој е? Да, прекинав да, за да, џабет, ќе си го кажа. Слушај ово. Значи Австралија ти се фул спремен национален тим у рагби лиг со полупрофесионални играчи. Значи Македонци. македонци со македонско потекло, се не знам. Мајк Стојановски, ме разбираш? Да имаме федерација, они можат да се репрезентација. Да. И тоа е баш онака квалитетна екипа. Волкановски, паден им држал кондициони стренг, извини, тренинзи. Имаше, да, па скоро. Што Имаше, па не знам, па по Инстаграм може Macedonian Rugby Federation. Ама Алекс Волкановски е бивши рагби играч? Да. 205 паунци има тежа. Да. Има играно. Не.
Он е бивши знаеш. играч, тачно. А там пос Алекс Волкановски, федербет чемпион на UFC моментот че. А без знам кој е Волкановски, не знаев дека е рагби играч. 205 Бивш. паунц, бившиот е шампион во 145 паунц. Слики да видиш бутките кога му се бате какво е тоа. Да. Трча со Да, да. Па имаше на UFC некоја да игриве. Или има такова некои карактери како сега како фајтери, не знам карактер на тој фајтер и он е како регбист, представен у да, уигра. Така да, то ни игра Алекс, лига, да. И се он, значи збориме луѓе кои што се, мислам и ние остваривме неколку средби со еден од пошто таму имаат баш функционираат као структурно феноменално, имаат од секретар до претседател до што све не. Разговаравме, има интерес да во нивна корист да има тука федерација за да може они да бидат легитимни како. Може ли да ме помогнат они некако? Да, мислам тоа е идејата да може да има да Во оваа да цел. добиеме бар ние највеќе макамачиме со терен. Значи пошто да речам ни треба фудбалски терен, не може да се ставиме, ние може да се ставиме во како се вика, не знам, во балон или во нешто, ама не е тоа. А кој е следен пат? Следен пат. Чекор? Кој чекор е следен? Да. Во патот конфедерација. Да се помогнеме. Како Значи они тие административни кочници да се откочат? Како да, тоа? Да, значи да се тие клубови се За план се официализираат, значи да има, не знам колку што е по барање да речам со федерација за нови спортови, дали беше 3 или 5 клуба не ме држи збор, мислам дека може да беше за. Не може вештачки Три. да се направат. Па не е идејата вештачки, мора да имаш домашна лига. Ама колку да се оствари федерација, Да, таму да. ќе тргне. Да. После треба и лига да има. Треба да имаш Што домашно ако е натпреварување. вештачки, После Да. лигата од кај? Имаш, може да дојдат тие луѓе, пошто не се финансирани од, знаеш, имаат фандрейзинг и слично, кој, знаеш, луѓе да Збориш за австралијци. да. Нашите таму да помогнат тука? Да, и се они технички може и да дојдат за тоа домашно напреварување за да се исполнат тие критериуми и да се турнир треба да се. да. Ама Сите да ги донесеш наака, Па. за да изиграат нешто. да. Или за интернационални утакмици. Али се е тоа малце момент кој што така лебди. Знаеш, не е јасен. Плюс тоа е рагби лиг. Ние тоа што го играме рагби линија. Сега дали ќе идеме со рагби юнион, ќе станеме и само тоа ќе играме или може би двете, не знаеме. А федерација, че треба две различни федерации? Да, се два ентитета. Значи рагби Се Европ, два да речеме ентитета. се па овакво. Ще треба се решите што да правите. Да. Да се тргне. Не, апсолутно. Мислам ние сме тргнати со рагби юнион и тоа е И сега да се Да, направи да. рагби юнион да, федерација. да, We'll апсолутно. go from there. После. Апсолутно, да. Али само кажам, мојавето е дека на најпрвиот чекор кој што е проблематичен терен. И тоа стварно кај нас е многу како да кажам, дури со пари не можеш да добиеш терен. Значи сакаш да платиш, не може. Зашто? Така Ти го нема, дава? не е ти го рента, е изрентане. Договор има подпишан. не знам. Тој клуб го користи, Не знам, не многу- може сега ти да го газиш. Многу интересна работа кај нас, например, ве бардовци, да, окей, нема рефлектори за вторник и четврток, па ти без 2-3 тренинга не, но значи немаш квалитет. Нема, без 3 минимум е за рекреативци. Да, Правиме се- мовец. Тие луѓе што работат, аматери, кои што работи до 5, до 6, он треба да е у 7, у 8, така, кај ќе дојде на темница. Значи вие сега зимава Е само практична недела пауза, мате. да. Недела е термин и сега пауза до крај на февруари, да речем, се реорганизираме и продолжуваме. За да имаш Да. светло И, ден. и не е многу е, знаеш, луѓе кај нас има проблем као Бардоци, знаеш, Бардоци е 2 километри човече од центар, мислам, као 2,5, 3 колку е, не знам. Значи не е дека не знам сега кај треба да Ај патиш. 7 да е. Да, знаеш, онакви некои небулозни као Јасно. изговори за Тоа Абе, не си е. изнаслушал. да, не е. Далеко сте ми, а кај Толку му живееш се ти присакала, карпаш бе, еден. да. толку му се приса. Тука да бевте, најбољи ќе Да. бев се одма. Да. 5 тренинга неделно ќе ма. И срам, знаеш, Што? така, као, знаеш, заинтересирана на од страна, сака да, знаеш, ќе дојдам да видам. Добро да дојди, нема ти зедам. Пробај да. Да. Или полесно е можда со другари кога доаѓаат. За Аха. стравот си го држат. Да, ја се среќавам со слични вакви работи. Да, и тоа е некој така момент кој што Истите глупи изговори, исто. да, си го се провлекува низ, нели, секојдневието наше да се рефлектира и на спортот. Да. А како да кажам, Што од страна ако видиш и не дај Боже некој да се повреди на тоа. Не дај Боже, се дешава спорт, Да, јеби да, го, шип да. хепе. Толку. Си го изгуби. да. А од страна па може и пострашно да ти личи. А ти кој ќе го пробаш, што сигурен сум толку многу интересно, Да.
што се губиш ти таму и саат и пол ти прави вака Буквално. и си исплатен и преако беше ова дај утре пак, разбираш? Буквално. Да. Фудбал што колена има испокршено кај нас само Да, тројца Бе, без ја колена сум видел дојдоа. кршење нога статива, што ти е на тебе да најодвратно. Нормални појави се тоа. на термин фудбал правиме, Да, плаќаш за Да, вакво. да. И Да, на тренинг каже има повреди. Да. Таде. Кај нема. Што вика тоа иди повреди. Битно, иако сте со малце намален тренинг волумен зимава, сте отворени за членство, сте Апсолутно, отворени значи, за нови луѓе. Не се откажуваме, мислам функционираме, тоа е и, знаеш, начелата на рагбито, хардкор, нема откажување. Идеме двајца. Значи нема, тоа е. Подобро од НФЛ оној поглед на CTE Мгм. е бидејќи сте од овде надоле, така Да, рагби да. играчот позаштитен и ги нема тие А збориш за проблеми после мозочните? кариерата, да. Не, тоа апсолутно е многу ретко да речам некои са ситуации кај што не знам кај тен. Се Па не ни разбирам. носат кацики, Да, бе човек, нема, нема нема. напади на главата. Зашто луѓе кои многу е битно ова, зашто луѓе кои ќе кажат како ви у НФЛ носат кациги и има таму тоа, а како кај вас ни кациги не носат и ова е помашки Да. спорт или не знам што. Да. Во НФЛ контактот, Сваќам јас бидејќи од гради надоле Да. контактот и нема а и го очекуваш контактот тука. Знаеш, еден против друг си. Во НФЛ ти имаш трча да е од страна, Дали по од крила, страна може па да може да удри од позади, па може да И сегне. дозволен е удар у глава. Да. У НФЛ. дури со Дозволен е кацига у кацига. сега мислам дека не е после имам нека ситна Ама промена. сменен. Заради овој филмов што излезе со Вил Смит Да, ме тек. и ова малци имаат прилагоден. Али претходно да. А можеш да ова е многу скокнеш. добар момент што го кажа. Знаеш кој ќе те мамне. Ваму Да, не да, знаеш. знаеш. Секогаш тетата, Да, така, секогаш си- никогаш не може да дојде. Многу ред. У офсайд? Не може Не, офсайд. он у офсайд. Да, не може. Да, бе, у тоа е офсайд. реално. Нема ни странично. Не, ако поминеш некој се, не знам, искористиш дупка, некој трчаш, засекуваш вака, користиш дупка меѓу двајца. Ама Се те брка соборува, позади. ама пак во нозе го А, соборуваш. ако те брака, добро, Да. нозете ќе ти ги фате, ќе ти се Да, фрли у нозе. Пак е доле, ме разбираш, значи не може горе. Таа фул он од Да, овде, да, да. вака е цел Да, да. искривен се Да. Не, види види, мозокот да, како да, се да. удари. Текал е безбедно генерално. Језиво е. Значи вака изгледа стварно, знаеш, на и слому поготоа кога ќе видиш, нели, за професионално ниво збориме. Значи тоа стварно изгледа мокно и све тоа, меѓутоа е безбедно пошто пак е контактот, ти правилото е мораш двете раце околу човекот, значи да имаш како се вика, да сакаш да го Што рекол сингл лек или дабл лек у борење што е? буквално да, и не, пошто немаш само да го бутнеш да падне, така мора, значи безбедно и да го со него спуштиш да- безбедно на земја. Мора ти да го фатиш и да го... Да. Да. Нема ова. Да, нема. Сега има некои сетници. Нормално, Таму. значи, за све си има исклучоци. Да, зависи кој колку те нервира, нели, на такмица и слично, ама тоа се такви нек пикантерии некои што не. А суди бе? Да. Еден на терен и линиски. Ама не кај Кај нас. Суди, па тоа е Која суди? странци кои што живеат тука, кои што играле рагби, да речем од Косово имаше, тоа сега има еден кој што е патем нешто во Федерација на Косово, Марк се вика. Он е феноменален судија. Значи он генерално доаѓа по потреба. Од Грција има еден грузиец кој што играше Како веќе. обучени суди, саш да кажеш. Па да, имаат и некои сертификати као за не знам таму по кои категории на судење и слично, кои што им не сам пази, не изборим официјален меч. Значи он има доволно за да може да суди Да бе, вие Па, вашите турнирчиња. да, наши турнири, да, за сега понатака ти ќе бидеш дел од. Имаш главен и двајца линиски? Да. Значи тројца. Да. Па линиски ве шо прават? Офсайд за лајнат. треба и офсайд да гледа. Тој пасот го прати, Да, така например, те има мисли фудбал. кога има скрам, ти вика не знам, овие што бранат дефанзива се враќаат 5 метри назад. Не може да се тука одма или не знам. Да. Не знам 10 метри назад на таа линија мора да се вратиш после пенал некој нешто. Така да тој ти ги координира дефанзивата, да речем. А Каде со се наместат и стативите слично. што правите? Стативите? Стативите се нели онаки. Ги замислуваш за сега. Додека да. Па не, нема, мислам тоа се голови кај нас. Немаме ние, мислам тие треба ги закопаш се огромни. да. И сме правеле со некои си шипки кои што ќе ги наставиш на шипки на стативите. Се не е тоа 2 метра плюс, ме разбираш, не знам сега николку се реално висините на овие. Вистинското? Да, па што нема потреба да толку кај 20 нас. метра сигурно Да, се. да, некого да обележи. Секако при шут има судија позади и гледа. Така да. Чекај, а ширината на фудбалскиот гол е
Па, Иста ширина не сум како- сигурен, искрено ќе ти излажам тоа, баш не сум се заинтересирал тука, ама мислам дека е тука негде. Слично, а? Слично треба да е, да. Јас. Да. Кој импровизиран гол правите ви? Да. Чека, исто и во другиве држави нигде нема Се одстапува. Србиве нешто, Не, си има, кај што ама кој они играат. така прават валјда, наставаат Сигурно, се не ми текнува ќе ти излажам шипки дали. некои огромни. Не верувам дека вадат гола и ставаат само за рагби, шипки вака. Аха, Него веројатно нешто импровизирано и таму. нема. Нема на Балканот нема на пример на ниво да кажеш кај што е онака полупрофесионално. Се е аматерски кон како му да ја Кажи ми овие фанатици што сте тука, неколку. Да. Пратите сигурно, гледате. Да. Си гледали уживо на тие рагбистите што ги збориме од другиве држави и да ја видиш таа ниво на игра каква е. Да. И како личи уживо тоа да го Има гледаш. сега лани беше светското првенство во Франција. Значи се играше во не знам колку градови таму и сосема случајно јас со другар кој што татко му сам на другар шкот кој што живее во Чешка, они се знаат, силен прилике, значи нема веза, ние решаваме им остануваат 2 карти вишак за Шкотска и Јужна Африка у Марсеј. Што звериш? Да. Викам, че ова е Лани сега, Значи го гледаш, сега пред значи го гледаш, Фав Деклер го гледам со косичката. што го зборевме. Пред мене тука се легендата. загрева, да. Доле се симнуваш, значи нема тука сега, мислам да, ти си седиш па седиш до света, али тука човекот може да се симнеш да го поздравиш да. Значи И нема. чекај ти улетуваат два билета. Два билети, да. За Утакмица у категорија групи? 1 карти. Значи тоа има категорија 1, 2, 3, 4. Тоа 4 се горе таму. Саш да кажеш доле си. Доле, Може да. лудило седиште. Да, значи седишта ненормални добри. Ложа. Да, не, али дајде да речем Фаза доле. групи но- или утакмицава групи, што е? Тоа беше групи, да, можда беше втора такмица на светското првенство. Пази, Шкотска и Јужна Африка освои светско првенство. Сега година. Ти шампионите лайв ги гледаш, уствари. Да, да. А не знаеш дека ги Да. станат. Тоа, на пример, кога се загреваат со падови. Значи и ние пошто не е са контакт на човек директива, и падови. Ти нели под компресијата пушта звук. Се ти кога ќе удриш на пример тренинг, да имаш тука звук човек кога ќе удра, човече. Абе го издиша цел пад вака, кога го прави кога се фета. Значи Да се врати назад. значи На загревање? на загревање терен 60 Или па тебе да те удри тоа. на велодроме у Марсеј седиме, 60.000 луѓе имаше народ. Значи да, доле се симна да ги видиш, да ги сликнеш, нели све тоа. Велодроме на Олимпик Марсеј стадионот, уствари, така? Да. Фудбалски. Да, точно. Леле, како И- стадион сте били. Значи тоа е као, не знам, значи таа моќ, таа сила, тоа што го гледаш на загревање само, е нешто неверојатно. Мислам, ти играш и гледаш реални прв пат ужо професионалци како играат, мислам и како се загреваат и си викаш ова е нереално, Што правиме ние? Да, овие се не луѓе. Затоа што не постои ниво на каде идеш нагоре за да стигнеш до нив од тебе. И првата утакмица лайв Майкл Џордан го гледаш. Да, На некој начин. Буквално. Да. И Преако. али што е фасцинирачки за рагби, ако не знам дали кога беше европско првенство, исто у Марсеј имаше кога имаше немири европско фудбал Добро. пред не знам колку години. У Марсеј баш имаше и немири, тепачки хулигани Добро. и слично. Значи онака баш беше. Европско првенство фудбал кој има Да. Франција, Пред- која беше? Не знам колку години беше. 6, 7, 8. 98 беше светско, чекај. Ти се. Европско првенство 16 не беше тоа. 16. 16 беше во Париз, освои Роналдо, да, 100%. Значи 2016. немири, не знам. Навивачи, не е битно кои држави. Навијачки немири. Не Да, нешто за- Франција штрајкови. Не, навивачки немири, фудбал. Океј. И sad ти имаш рагби и ја да речам, не знам колку илјади шкоти, не знам колку илјади јужноафриканци, у Марсеј кој што е град не генерално безбеден, и ти немаш буквално никаква спроведување на навивачи. Значи, измешано, нема сегрегирање, нема делба, да нема немир или нешто, него тоа е као фестивал. Значи сите заедно, тој некој рагби вилидж, па по улици као река народ и јужноафриканци и шкоти со песна, со играње, со зезање, со дружба. Значи сите заедно испомешано све, еден немир немаш. И тоа го рагби нешто што е уникатно според мене. Значи така гледаш брутална игра, гледаш жар, гледаш агресија,
Очекуваш да се, нели, таа енергија да отиде на трибуниве? Не, нема шанс. Се враќаме на почеток, има бе нешто, страшен респект има човече. Чи они го играат валјда и Па да, мислам, кога си фан на нешто 90% од луѓето го пробале тоа што се фан. да. Хулиганска игра, играна од джентлмените, Черчил мислам дека го каже, дека тоа е рагбито генерално. Знаеш што нема нефер? Нема Судија ме заеба. нема судија педер, нема тука изгледа по-фер е самата игра и нема на што да се вадиш. да се вадиш Ами така. почетоците се од джентлменските кругови. Си изгубил, не се осеќаш обесправен. Твојата екипа изгубила, ама изгубила поштено. Што ми се криви сега овие? Сваќаш? Да, си дал се од себе. Нема прст од каде да го покажеш. Точно. Са, не Мислам, дека ја можеш. објаснивме Да, мистеријата, ама Ма работа. Мислам нешто- дека оние кругови на Оксфорд, Кембридж, таму биле малце по-тоа, нели? а може и тоа си И влече од таму историјата. джентлменски ја направиле Да. и се почитува и се поштува и се терали с години. И можда најакото нешто е трето полувреме. Тоа само у рагби го има. Кој е нерешено? Не, тоа е после такмица. Кога ќе седнеш со играчите, што маста сте си извадиле приходно, И што се ќе прави? се позреш, ќе се напише на пиво, и ќе се направите муаве. Значи нема bad blood. Со противниците. Не, да. Да. Пошто ви цела енергија ти ќе извадиш таму. Да. Цела агресија ќе извадиш. Шо после бајче си после. Буквално. Да. Нема, тоа е, да си живи, здрав си. тепал си Пријатно. После ме мрзи. Да. Баш така испукани аркади им гледаш. Да си жив и здрав, друже. Good game. Буквално GG. Да. Подуени Така да упати, стварно тоа е good game. некој респект што не знам, не го имам видено бар. Никога сум не дека нешто ја многу сум некој Па не, спортист или малце нешто, ама добро. пак е нешто што стварно е многу интересно како појава да го видиш на не знам кај нас генерално. Ја сепак нормално пред епизодава седнав малце да се подсетам на некои од ствариве и многу интересен надпис најдов што се надоврзува на темава. Во тие години 19 век збориме, као причината зошто било дел од курикулумот е гаење на морално, ферски, спортски, етички вредности. Па ете го откаде. Значи, Оксфорд и Кембридж професорс решиле дека за да изградиме вистински здрави мажи за општеството, ни требаат и fair play, знаеш, таква снага, ментална, почит, противник, ово оно. И рагбито ќе го користиме за тоа. За тоа било дел. И Точно. тоа е крај на приказната тука Како веќе. платформа за градење на мужи. А не денес, немој на физичко да не си испатат децата. Доста. Значи имавме што да ќе го кажам, значи кај нас многу све како бубрежи улои се луѓе, неш чувани и пазени деца ваја конкретно. Стакленот звон. Значи еден од играчите кој повозрасен не игра, се неговиот син патем тренира во Англија, пошто не англичанец со македонка, живеат тука, останати се тука. Синот еден на името на универзитетот не можам да го кажам. У Англија, мислам не можам да го изговорам, не знам точно како се изговара. Еден од поеминентните универзитети кај што се тренира рагби. Спортски универзитети. Он е практично пола англичанец, пола македонец. Значи он од 15 години игра фул контакт. Прво кај нас тука. Кај нас со татко му, кој што има 40 и кусур години. Океј. Кај вас? Кај нас, да, игра. Двајцата, прво детето игра на 15 години фул контакт. Со татко му исто така. И знаеш, не го штеди. Зашто да го штеди? Што? Да. Што ќе му направи? Светот ќе го штеди ли? Да. Сега исто син негов кој што сега има па дали 14-15 години, пред месец дена кој игравме последната такмица, играше на крило го ставивме, пошто таму реално еден човек може контакт да има. И сами го пошто беше пријателска такмица го штеда маца, пошто е тужна слабичка. Така му го пушти. Татко му го пушти да игра детова. А вие сте луѓе- 30 годишни мужи другите. Буквално, да. Се, знаеш, ама тоа ќе го изгради карактерно. Тоа ќе го направи Така е. подсврст. Така е. А не е далеку ми е Бардовци. Колку е?
10 минути со кола. разлика до разлика. Да. Така да, тука е тој момент што верувам дека онака баш и мислам нема исто една работа што највеќе као остана као јадро да речам во екипата, тоа се луѓето кои што стануваат. Нешто тие луѓе делиш теренава, делиш здравје, што се вика, значи ти телото си го оставаш на терен таму и знаеш дека позади тебе има твој човек кој што ќе те заштити. И тие врски што ги градиш со тие луѓе се нешто што знаеш, не можеш да го на малски баскет да го изградиш така како Не можеш. Вие идете симулирана војна. Да. Буквално симулирана војна. Тие релации со тие луѓе и ти не го Не се јате тоа. реплицира другачието. да. Така да Најблиску до некоја се раѓаат организирана кумови, се раѓаат што све не е на тие терени. Многу јако. Леле, Алекс, многу ми е мерак што дое. Многу ми е мерак за причава. Стварно ви посакувам никад да не згасне што ви треба да се изорганизирате, да тера. Ништо ја некојаш ќе дом да ве гледам. И да Па не, ја би сакал да пробам. Да пробам. Еј, да бе, тоа сакам да кажам. Ја мислам, што мислиш дали Жаре би бил многу јак рагбиста? Не, Ја мислам ти би бил Да бе, како е. Ја многу ми е мерак интересно. Да. кошарката, знаеш, што и да е таа вештина, координација, осет за простор, агли, чуда, снага, експлозивност и мајндсетот ти е тој. Немаш те, ти баскет имаш играно ко рагби да си играл. Која раскажуваше тоа е моаметот. Да, апсолутно. Не, види, значи буквално за секој еден има као позиција. Идеме двајцата да им се ставиме, а да изиграме една. За годините, аматерско ниво е она екскюз само која би нема тоа. Значи и Роберт Вилкинс, кој што беше тренер и тренер, да речам, он на негови па дали имаше 60 наполнети години, играше утакмица. Што збор? У Косово, у Пеки. Пошто немаше доволно луѓе, тогаш у тие фази некои кои што мораш он. Игра. Немаше замена, он ќе игра 60 години Роберт Вилкинс. Еве ќе им доеме на тренинг. Вау! Кој ќе ви дое пролетна Така на сезона. света, нешто на друго не као абе ногата, абе ова, годините, не знам ова, слаб сум, висок сум, дебел сум. Не бе, нема кај нас Не. тоа. Ај стварно, ај Ја стварно. не бе, јас сум Ај како- стварно, идеме двајцата се ставиме. На пролет бе, кој Да, ќе почнете да. се Од март почне, доаѓа. така. Од март. Да. Доаѓа Доаѓа. така баш ќе биде. Леле, јако. Супер. Ја Јако. чекам. Да, Мене што- ќе ме ставите таму бек крило. да наблюдуваш. Не. Не што клоцам да трчам. Не. Ќе ми се фрли Жаре, ќе ми скрши ребра, бе. Нема. Многу е битно што иако не е популаризиран спортов, иако е аматерско ниво, што вие сте оние трейлблейзерс и го Да. газите патот и на ваш грб идните генерации ќе дојдат и фала за тоа што го правите, Да. зашто никогаш доволно од спорт. Да, буквално. Мене ми е онака баш желба некоја во животов кој ќе имам. Еви ние ќе пробам. 6, Да. 5, 6 жив здрав. Да се седнам пример на градски, се отворам едно пиво вака и да гледам Македонија како ќе игра рагби со некоја репрезентација. Дај Боже. Браво. Најс. Тоа е тоа. Фала многу, поздрав, ти. се најдобро. Фала, Чао, дечки. Чао. Чао.